Следно прашање е од Владче и вели, може ли да ми објасниш разлика помеѓу заситени, полинезаситени и мононезаситени масти? Владче, прекратко е времето за да ти објаснам се, но не ни треба многу да ти интересира и да влегуваш во хемијата на мастите, но тие три основни поделби, тука би ги ставили трансмастите, секако, кои што се нездрави. Обично има верување, се делат мастите како на добри и лоши, јас не би ги поделил на добри и лоши, затоа што порано, да речеме, заситени масти, они од животинско потекло, месо, млечни продукти, јајца, односно жолчка, се квалификуваа како лоши масти, бидејќи прават лошо влијание на холестеролот, но денешнава наука не баш се сложува со тоа, од причина што холестеролот не се покачува поради внесување на заситени масти, туку многу и други процеси влијаат, а најмногу по мене влијае дисбалансот на мастите, многу заситени масти наспроти многу малку незаситени масти и многу малку растителни влакна во исхраната. Тоа прави таков дисбаланс за покачување на холестерол и затоа не јади мрсно не е најдобриот совет кога се зборува за стабилизирање на нивоата на холестерол, бидејќи добра исхрана не подразбира исфрлање на продукти, напротив, богатење на исхраната со квалитетни и вредни хранливи материи. Многу од тие се влакната. Како и да е, заситени се од животинско потекло, путер, тие тука исто, не треба да ограничи го внесот на тој начин што ќе внесуваш повеќе незаситени. Заситените се добри за готвење, путерот е добар за готвење, на високи температури е многу стабилен. Мононезаситени ги имаш во авокадо, маслинки, маслиново масло. Помага со доста добро влијае на инсулинот. Тоа значи луѓе кои што се соочуваат особено со дијабет тип 2, инсулинска резистенција, треба да ги имаат почесто, да направат промена на сончогледово со маслиново, екстра вирџин, она што пишува маслиново масло. И полинезаситени ти се омега 6 и омега 3. Сигурно си ги слушнал. Како мастик, популарни се, често ги слушаме. Омега 6 ги имаш најмногу во сончогледово, омега 3 ги имаш исто така во многу растенија и во многу јатки, но како ALA. Тоа се масни киселини кои што подоцна се конвертираат во ЕПА и ДХ, но во помал процент, затоа морска храна и суплементирање на омега 3 ти е најдобриот извор на ЕПА и ДХ, две многу важни масни киселини. Што значи тоа? Ако успееш да внесуваш повеќе омега 3 од омега 6 и при тоа полинезаситени и мононезаситени масти да се еднакви со заситени, ќе имаш одличен баланс на сите метаболички процеси во телото. Не треба да ги таргетираш како овие се лоши, овие се добри, помалку или повеќе. Треба да ги внесуваш во доволни количини и она за што многу сум гласен е да суплементираш омега 3. Дополнително, бидејќи особено на ова поднебје сме дефицитарни со јадење на морска храна, не ни е баш дел од секојдневие.